Демократскиот сојуз од Штип поднесовме над 30 амандмани на буџетот на Република Македонија со цел реализација на битни проекти за развој на нашата општина и за развој на регионот. Поднесовме амандмани за одобрување на средства за изградба на автопат Штип Миладиновци Скопје, изградба на трета лента на патот Штип Кочани Делчево, спроведување на гасификација на општина Штип, изградба на студентски дом во општина Штип, изградба на нова јавна здравствена установа на местото на поранешното нервно оделение, купување на 10 автобуси за подобрување на јавниот градски превоз, изградба на мост помеѓу индустријската зона и населбата Сењак, реконструкција и доградба на градскиот стадион, изградба и реконструкција на водовод и канализација на повеќе населени места во општината, меѓу кои населбите Балканска, Чардаклија, Дузлачки, Рид, Караорман, Македонка, Суитлак, Нов Караорман, Железничка и други, асфалтирање на улици во населбите Балканска, Македонка и Чардаклија, изградба на пешачки патеки во селото Лакавица, санирање на каналот во село Чардаклија и многу други проекти. Поднесовме и амандмани за одобрување на средства и за проекти за општината Карбинци, која исто така ја представуваме, и тоа систем за наводнување во селата Радање, Таринци, Карбинци, Козјак и Аргулица, реконструкција на спортската сала во село Долни Балван, изградба на пат помеѓу селата Радање и Оджалија, изградба на брана на Козјачка река, канализација во село Козјак, изградба на спортски терен и детско игралиште во селото Радање. Сите овие проекти веќе неколку години наназад се ветувани од владата на ВМРО ДПМН, но до ден денес ниту еден од овие проекти не е реализиран. Оваа пресконференција ја свикавме со цел да ги повикаме нашите колеги пратеници од ВМРО ДПМН да ги поддржат нашите амандмани и заеднички да се избориме за подобар живот на граѓаните и за развој на општините кои заеднички ги представуваме. Благодарам.